следа 17 часот и 15 минути. Почитувани гледачи, ви носиме уште една нова емисија од своја страна. Овој пат во фокусот ни е спортот и се она кое што се случуваше токму изминатиот викенд. А изминатиот викенд се одржа традиционално 13-тиот меѓународен турнир во џиу-џица вештина. Малку повеќе за овој турнир, што се случуваше во скопската населба, односно општина Илинден, ќе ни откријат моите интересни денешни гости и соговорници. Велам добре деда за Александар и Катерина Ацевски. Како сте? Добар ден, добро најдовме. Се одморивте ли од турнирот? Тешка организација, бога ми. Треба одмор, повеќе дена. Треба одмор. Што се случуваше, Александар, викендов во Илинден, во салата Гоце Делчев, 13-тиот меѓународен турнир Скопје Open 2024 во џиу-џица? Токму така, значи во организација на Македонската џиу-џица федерација, 13-ти пат поред, еден традиционален турнир со многу борци, многу држави, многу спорт, многу тренери, судии, најмодерна техника што доаѓа од Република Словенија, турнир што е на европскиот календар, спортските работници многу добро знаат што значи тоа и самиот факт што и лично министерот Борко Ристевски дојде да го отвори овој турнир, дава тежина и дава убаво светло за каков турнир станува збор. Мене беше многу драго што бев дел од истиот како модератор. Можевме да видиме повеќе борци, над 200 борци се надпреваруваа на истиот во машка и женска категорија од повеќе држави од нашето соседство. Што значи тоа? Значи ли предизвик таквата организација, можеби на една ваква голема манифестација од меѓународен вид? Па ние 13 пат поред константно овој турнир го организираме со една пауза кога беше короната. Уиграни сме, имаме добра екипа, 30 луѓе работат во организација за овој турнир да изгледа онака како што изгледа. Најважно од се разбира е ние како домаќини и организатори да ги обезбедиме сите неопходни услови да тие гости што доаѓаат од разни држави да се чувствуваат најпрво пријатно во нашиот град и на нашиот турнир. Се разбира да имаме добри доктори, да немаме повреди, да имаме добри судии, да има добра правда, да има добра техника, да нема прозивање, микрофони и крчење и така натака звучници. Сето тоа да биде на едно високо ниво, за да можеме да очекуваме турнирот и наредната година пак да се организира, пак да дојдат уште повеќе луѓе, уште повеќе држави и на крајот на криштата тој турнир повторно да биде ставен на европскиот календар, затоа што тоа е едно друго ниво. Само 5 турнира од бивша Југославија се на тој европски календар. Да, тоа ќе ве прашав се следно. Значи ли тоа дека и во овие држави кои што учествуваа на турнирот се одржуваат можеби вакви меѓународни турнири на кои што сте гости и вие? Да. Генерално видете сега овие се меѓународни турнири каде што борците на некој начин се подготвуваат за големи надпреварувања, балкански, европски и светски турнири. Значи овие им се како тренинг турнири, не се ранкинг турнири, меѓутоа и тоа како се добри за да може еден борец едноставно без притисок да речам да влезе во тие борби, да може што повеќе борби да има за да се подготви за некое си да речеме многу поголемо надпреварување каде што би отишол, затоа што не е под притисок, така да речам еден навидум обичен турнир што е за него подготовка за некој голем турнир. Кате, што значи ваквиот настан од агол на еден судија на истиот турнир? Судија, за жал судија. Требаше да бидам и борец. Секоја година се борам јас. Се биде судија треба многу да си внимателен, треба да се пази. Да си присутен. Да си присутен, да. Се порад сепак и помали категории каде што доаѓаат дечиња од по 7-8 години, треба да се пази, да не се повреди. Тешка задача е. Мислам дека можда и потешка задача е да се судија наместо тренер. Тешка задача, меѓутоа сепак претпоставувам дека честа е голема. Таму беше со судии од повисок ранг, односно судии кои што имаат чинами по-големо искуство од тебе. Сигурно ти било и чест да ги следиш и да учиш од тие луѓе од тебе. Да. Сега зошто велиме за жал, зошто Кате ни дојде со скршена рака од Крит, така? Повредата беше пред Крит. Да. На Крит беше светското првенство. Раката ја повредив
10 дена пред светското првенство, за жал. Во што те спречи повредата? За што требаше да се бори Катерина Ацевска? За медала, за златен медал. Одевме кон златен медал, требаше да бидам светски шампион. Се спремавме напорно, тренинзи, секој ден. Онака, ден беше фокусот само кон светското првенство. Така, меѓутоа има и други денови, ти допрева ќе се слуша за тебе и допрева ќе направиш горди. Иако денес на социјалните мрежи објавивте, вели ви информираме дека според најновата светска ранг листа за резултати постигнати во оваа година, Катерина Ацевска е трета во светот. Што значи тоа? Па, што да ви кажам, значи, само да бидете присутни на таа светска ранг листа, па многу значи, не може секој, да речеме од цела Македонија, 4 или 5 деца се на таа ранг листа. Катерина од вчера е трета во светот. Тоа е резултат на наши многу месечни и многу учество на многу јаки ранкинг турнири, каде што ја и Катерина сме оделе, само оваа година имаме отидено, не знам, Италија, Франција, Белгија, Германија, Словенија, Романија, не знам уште каде не, каде што на тие турнири се собираат бодови, се разбира, на ниеден турнир се нема вратено без медала, секаде каде што одиме се бори и освојува медали, собира поени и до вчера беше четврта и добро е што имаме скокот од едно место и тоа и то како значи многу. Кате, колку труд, напор и макутрпна работа беше потребно за трета на светската ранг листа? Прво, од кажување од многу работи. Треба да легнеш порано, треба да припазиш малку на исхрана. Душа не пазам многу, да бидем искрени, ама треба да се пази. Има периоди, припремен период каде што се пази на исхрана, се тренира 2 пати дневно, на сабајле треба да се истрча, да се истренира како што треба. Многу труд. Да си во тек со сите надпреварувања? Апсолутно. Колку е тоа жртва во слободното време, во времето за социјализација со пријателите, со приватниот живот? Или За успеваш викенди? некако да најдеш баланс? Кога има слободен викенд, ќе се најде слободно време. Ќе се ама најде кога се повеќето сака. викенди другарките ќе облечат штикли, јас ќе облечам штитници. Тоа е спортот, тоа е животот. Тоа е така. Зошто токму спортот и зошто токму џиу-џица? Како борачка вештина, знаеше дека ќе бидеш успешна токму во ова или како започна приказната? Претпоставувам тато не ни ја наметна вештината. Не. Прво не сакав да тренирам, не се пронаоѓа во спортот, како мала, како многу мала. После, преку еден 1 април да се маскирам во кимоно, и кога ми се засвија, кога се видов во огледало, ај ќе почнам. И така започна од една шала, од една идеја да се маскирам. Од и шега спадна- до трета Да. на светска ранг Да. листа, секоја чест и одлично. Александар, џиу-џица како борачка вештина, кога е донесена токму во Македонија, од кога постои оваа вештина и што е автентично токму за ваквата борачка вештина, пошто се разликува од останатите? Џиу-џицата на некого може да му се допадне или не, меѓутоа е тоа многу лесно проверлива информација, најстарата боречка вештина што воопшто постои на планетата, понатаму од неа произлегуваат и џудото, и каратето, и аикидото, и сите останати боречки вештини. Џиу-џицата во светот и кај нас се разбира, се работи во 2 насоки. Првата насока е самоодбрана, втората насока е спортскиот дел, значи ние во нашите клубови, во нашата федерација ги работиме и ги практикуваме двете насоки, од проста причина што не се сите деца и спортисти желни, волни да работат спортскиот дел, односно да се надпреваруваат. Некој едноставно се запишува, тренира за своја лична самоодбрана. Додека оние што се по-амбициозни во спортот, оние што ќе покажат поголем афинитет и што тренираат по-често и по-професионално, понатаму влегуваат во спортскиот дел и почнуваат полека од турнир во турнир да се надпреваруваат. Значи, оној што сака да тренира џиу-џица за рекреација, работи за своја лична самоодбрана, оној што сака понатаму да работи спортски дел, влегува и во борби.
Во 2009 година, значи, јас со уште неколку борци, да речем, или тренери, ја основавме македонската џиу-џитсу федерација, која што е национален спорт во Република Македонија. Тоа е многу битно да се истакне, затоа што се изнагледав разни клубчиња и разни тренерчиња што во своите гаражички или не знам изнајмени сали тренираат деца некои вештини што не знам ни името како им се изговара, едноставно преку ден на YouTube гледа, навечер учи деца, без никакви лиценци, без никакви обуки, без никаква контрола од Министерството за спорт. Како да ви кажам, додека нашата вештина, џиу-џитсата е национален спорт во Република Македонија, рамо до рамо со сите останати национални спортови, признаен од Министерството за спорт, се разбира со лиценцирани тренери, со своји доктори, психолози, педагози, нутриционисти. Значи ли тоа дека имаме екипи и клубови од повеќе градови во државата? Па да. Имаме 9 клубови во овој момент, така да ние сме задоволни од досега постигнатото, се разбира треба секогаш може повеќе и треба повеќе. Меѓутоа во овој момент работиме со 9 клуба, се работи за бројка од околу 300-350 деца, од кои што 30 се веќе дел од репрезентацијата, патуваат со нас секаде низ Европа и низ бивша Југославија, така да во овој момент. Оно што беше интересно на турнирот е тоа што токму на истиот се закети со црн појас. Што значи тоа за тебе, Катерина? Црн појас Очекуваше ли? Не, И кога не. го очекуваше? Не беше очекувано. Очекував кога ќе земат сите деца појас, кој ќе земе жолт, кој тогаш јас очекував да земам црн. Не очекував на турниров, беше голема чест, бев премногу изненадена. Ама мислам дека црниот појас не е крај, тоа е почеток. Сега почнувам со тренерска насока, со водење на деца. До сега све било. Така, колку е предизвика сега таа улога на тренер? Од кого ти учеше? Предпоставувам од татко ти си учела најмногу. Меѓутоа, колку за тебе е предизвика да го пренесеш знаењето токму на тие помали дечиња, бидејќи како што видовме и на турнирот има многу мали деца кои што се заинтересирани за оваа боречка вештина. Јас практикувам вежбите и све тоа да биде представено преку шега пред се. Сепак се тие деца, треба да им се објасни некако. Гледаат ли во тебе авторитет, бидејќи сепак емки им го пренесеш знаењето, меѓутоа и ти си била некогаш како нив, гледаат ли пријател во тебе, гледаат ли... Да, апсолутно, пред се сум поставена пријателски со На која со возраст децата. се екипите и дечињата, кои што ти ги тренираш? Имаме или дечиња од се распоредени 6 до 15-16 години. Таа возраст е децата. Добро, да не заборавам дека и ти си многу млада, чином 20 години, кариерата како ќе ти се движи, во која насока, покрај тоа што сакаш да не израдуваш со златен медал, каде се гледаш можеби за некоја година од сега? Која ти е некоја крајна цел во кариерата? Крајна цел да бидам барем приближно до него, да бидам тренер, да бидам представителна, децата да гледаат пример од мене, да бидат горди на мене. Так. Еден ден јас да седам да ги однесам на светско првенство, на европско, да ги носам по турнири, да ги следат моите чекори. Мене тоа ќе ми биде чест, многу ќе бидам горда на нив. Токму така. Многу се активни, скоро на секој надпреварување, на секое првенство, патувате многу. Што се случуваше во изминатиот период, покрај Крит, покрај скршената рака, на што се земавте учество? Кате ја скрши раката на Балканско џудо првенство во Косово, значи крајен шок беше тоа, неверојатен шок за сите нас, од причина што во Кате е многу вложено, многу луѓе работат со неа, самото учество на светско првенство, оние спортисти, деца, родители што ќе гледаат оваа емисија, верувам дека некој точно ќе знае за што зборувам јас по оваа прилика, од причина што многу луѓе сонуваат да дојдат до светско првенство, а не можат. Кате ја имаше таа шанса, меѓутоа за жал бевме спречени да во
борба, она ја скрши раката затоа што она е и во репрезентација во џиу-џитсу и е во репрезентација во џудо. Значи работи две боречки вештини паралелно, зборувам професионално, Така. долги години, да речеме на некој начин и вештините се блиску сродни, со тоа што џудото е олимписки спорт, џиу-џитсуто се уште не е, меѓутоа она со незината упорност, со незините тренинзи, со незините резултати, едноставно се избори да биде и во џудо репрезентацијата и таму се случи таа белја. Како и да е, ние на светското првенство односевме уште 3 деца, од тие 3 деца имаме 2 девети места, едно 13-то место, што секако е добар резултат, меѓутоа дефинитивно во категоријата на кате сигурно ќе освоевме медала. Понатаму, минатата година на светското првенство во Казахстан не успеавме да отидеме, уствари отидовме, бевме вратени поради проблем со виза, некако не сака таа среќа, меѓутоа, како што започна емисијата, еве, потврдувам, кажуваме, уште еднашка, кате е трета на светот, на светската ранглиста, позади неа има многу борци, што копнеат, чезнеат да влезат на таа листа. Во моментов е балкански шампион, од пред 2 месеца европски вице-шампион на Европското првенство во Романија, втора на Европски куп во Белгија. На само 20 години. На само 20 години, да. Секоја чест. Катерина, значи ли скршената рака, односно алудира ли скршената рака на тоа дека овој спорт со себе носи и малку повеќе одговорност и можеби шанса за повреди? Колку е ризичен самиот спорт по себе? Секој спорт е ризичен, во секој спорт има повреди. Не мислам дека не постои спорт каде што не се повредил некој, дали скршеница, дали било што. Тешко е, поише боли душата него ли раката. Добро, тебе сега за медалот те боли душата. Да. Така, меѓутоа ќе се сложиме дека сепак треба малку повеќе да се внимава, бидејќи сепак станува збора и за боречка вештина. Татко ти спомена џудо, каде повеќе се чувствува Катерина Ацевска своја, каде можеш повеќе да дадеш, во џудото или во џиу-џицата? Во џиу-џицата има дел од џудото. Џудото е дел од џиу-џицата. Сепак во џиу-џицу сум многу години, сум 10 години. Во џудото сум помалку години. Повеќе сум искусна во џиу-џицата, таму можда малце повеќе се пронаоѓам, повеќе резултати имам. Така некако. За каква боречка вештина важи ова, колку женската популација е застапена, колку е атрактивна џиу-џицата за девојчињата, можеби? Па кога се однесува на делот на самоодбраната, тоа и то како е потребно за секој едно дете, за секоја една девојка. Интересен податок е дека џиу-џицата во светски рамки е најмногу застапена во специјалните единици на полицијата и на армијата. Значи, како ќе повторам, како во делот на самоодбраната. Значи, тука има многу ефикасни техники за самоодбрана од разни фатови, удари, одбрана од ладно оружје, палици и такви предмети. И со самото тоа, џиу-џицата е таа вештина која што е во специјалните единици во армиите низ светот. Така. Кога велам атрактивна, колку е поддржана од самата држава, од Министерството за спорт, еви министерот беше некни на турнирот, како функционирате на база на спонзори, на база на поддршка од државата? Видете, за жал спонзори немаме. Не можам нешто да се пофалам тука. Работиме само со помош од државата, она што до сега Агенцијата за млади и спорт, сега во последниве 4 месеци е Министерството за спорт. Изминатите 7 години не сум нешто многу ја задоволен што се случуваше во однос на Агенцијата и на Федерацијата, додека сега со Министерството за спорт, значи на вистина, сосема нови луѓе, сосеми нови погледи, сосема нови идеи, луѓе што мислам дека разбираат што се и какви се потребите на спортистите. Мислам дека во изминатите години тоа не беше, јас барем го имав тоа чувство дека тоа не беше така. И се надевам на една поголема и поширока помош и поддршка, од причина што
и луѓето одговорни во Министерството веќе гледаат и согледуваат на кое ниво, која федерација и кој боречки спорт на кое ниво е. Значи, мислам дека веќе и ќе се расчистат некои такви работи, што претходно, како да сакав не сакајќи, меѓутоа еве пак се повтори прашањето, да веќе еднаш за секогаш се расчисти со некои тренери, со некои клубови, со некои, не знам, ликови што доколку не дај Боже повредат дете, немаат никаква одговорност, никаква заштита тие деца немаат, сепак ние, нашите клубови се со решенија Дено спорт, нашите тренери се лиценцирани, па со самото тоа треба и самите родители да се запрашаат секој своето дете кој ќе го запишува, каде го запишува, да се распраша малку. Грижливи ли се родителите? Па, Одговорни ли се генерално родителите? се грижливи, меѓутоа и со ова време невреме, со оваа динамика на живот, родителите многу често и немаат време толку да обратат внимание каде го носат своето дете, за жал. Па и од таму излегува и мојот апел, сепак се работи за своите деца. Значи, внимателно да се одбере во кој клуб и каде се запишува детето. Сега, со оглед на тоа и дека е тешко да си така да речем тренер во клуб за боречки вештини. Знаете, кога е спорт со топка е многу полесно. Тоа мислам дека нема да може да ме демантира никој, како да го анимираш ти твојот член, а немаш топка. Мислам, мораш да си ти секогаш во форма, секогаш расположен, секогаш подготвен да му покажеш на детето техника, што да работи и така натака. Секогаш присутен. И секогаш присутен, крајно сконцентриран, може да дојде до повреда, затоа што џиу-џицата генерално се работи со одредени полуги, гушења, значи сепак тоа не смее да се случи некој дете да излезе повредено. И во однос на спонзорите исто така е многу потешко. Спонзорот сака да спонзорира онаму каде што има спорт со топка. Многу е тешко он да спонзорира негде. Што да спонзорира кај нас во боречките вештини? Не гледа никаков интерес. Знаете како, кога е екипата прво место, спонзорот спонзорира за да остане екипата Да, прво место. меѓутоа тука имаме поединец кој е трет на светска ранглиста. Да. Мислам дека тоа треба да се поддржи. Како младиот човек е поддржан? Еве конкретно ти добиваш ли некоја стипендија, некоја помош, поддршка од државата? Јас добивав години уназад стипендија од Агенција за млади и спорт. Федерацијата поддржува колку може, колку има. Така, меѓутоа ќе се сложиме дека државата треба да си ги цени ваквите таленти и луѓето кои што Па го само чуваат во- само 3 месеца е Министерството формирано, сигналите се јасни, визијата е јасна и мислам дека нема да биде оставено ништо на случајност и мислам дека поддршката ќе биде голема и сериозна за секој спорт. Што ќе се случува следно, што има на вашата агенда, какви се плановите? Имаме уште месец и половина до новата година. Колку сте задоволни од годината која што измина покрај скршената рака? Многу пропатувавме, на многу турнири учествувавме. Стигнавме кате да биде трета на светската ранглиста, што мислам дека долги години, дај Боже да грешам уште 2025-та некој да може да не помине, дај Боже да не помине, што повеќе спортисти од Македонија да бидат на таа светска ранглиста. Да, тука ја ќе прашаме каква е конкуренцијата? Еве, конкретно кај нас во соседните држави има ли конкуренција? Има ли добри дечки кои што знаат да се борат? Има конкуренција. Конкуренцијата е највише Германија, Грција, како што кажавме, Грција е голема држава. Тие патуваат по 5-6 автобуса каде и да се оди. Тие се мислам дека најаките против јас кои што сум се соочила. Така. Си имала ли досега некоја така ептен предизвикувачка, тешка борба која што така ти останала запаметена во досегашната кариера? Тоа беше на Европското првенство за сениори минатата година во Хрватска. Се паднав да се борам за трето место со двократна светска шампионка, која што завлакно ми избега, за 2 поена јас изгубив. Знае ли во тие моменти да те фати некоја трема, може би дека и да се бориш сега со двократен шампион?
Или Па ти јас- си го гледаш твоето и Па јас си викав, па нема, вајда со оваа да се паднам, ама ете. Тоа е што е пред борба, имам трема, мислам дека секој спортист има трема, тој што вика дека нема трема, лаже. Џоковиќ тоа јавно го има кажано истото. така Јас се сложувам со позитивна трема, мислењето. која што и треба да ја имаме. Да, ама за време на борба и тремата исчезнува, сконцентрирана сум, фокусирана сум, следам све што ќе ми каже, удри, фати, немавај. Каде ќе ги видиме Александар и Катерина Ацевски во следниот период? За што следно се подготвувате? Па следно веќе во петок идеме на меѓународен турнир во Бугарија. Турнирот е на Спорт Дата, се надеваме дека ќе биде добар турнир. Одиме повеќе борци, Катерина повторно оди како судија, има еден ранкинг турнир во Анталија на кој што мислам дека нема да можеме да отидеме. Од замор, од финансиски притисок, од скршена рака, од едноставно тешка година поминавме, многу држави поминавме. Сега веќе почнуваме до крајот на годинава да работиме со децата техники за самоодбрана, да можеме на крајот на оваа година да поделиме и појаси за другите дечиња, да дадеме малку и поголем мотив за нив. И со Господ напред од 2025 одиме се од ново, пак европско, пак балканско, пак светско, 7-8 меѓународни турнири, 2 ранкинг турнира. И така, тоа се нашите планови. Очекуваме уште многу успеси, очекуваме уште многу медали. Катерина, јас сакам да те прашам покрај тоа што активна си цело време во токму оваа боречка вештина, како одмараш? Студент си исто така, сепак имаш само 20 години, што ти исполнува, како ги полниш батериите? Батериите. Се наоѓа време. За се наоѓа време. Факултетот, ете, не е како средно, не се оди секој ден, си имаме одредено, фала му на Бога. Така, еден... Студираш исто спорт? Да, Така, да. на факултетот. Запишана сум на ДИВ. Така. Таму сум 2 година. Добро е сега за сега, фала Богу. Јас ќе ви се заблагодарам што ми го разубавивте студиото, што ми донесовте една така убава спортска позитивна енергија. Ќе го заокружуваме полека разговорот, меѓутоа јас сакам да ви подарам нешто. По еден вредносен ваучер од моите пријатели Smart Service, тоа е еден професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони. Вака по 500 денари ќе си одберете маска, фолија, нешто за вашите мобилни телефони, ќе си ги искористите. Тие се наоѓаат овде во Трговскиот во Лисиче со својот салон, ќе си ги посетите и секако се надевам со здравје ќе си ги искористите ваучерите. Многу ви благодарам и на двајцата што прифативте да бидете мои гости. Секогаш ќе ве следиме. Катерина, ќе нема да жалиме за скршениот прст и скршената рака, ќе посакаме што поскоро да не израдуваш со медал, а јас несомнено верувам дека тоа ќе се случи. Секогаш ќе бидеме на твоја страна. Татко ти е горд и покрај скршената рака и ви посакувам уште многу успеси. Се гледаме на некоја следна дружба пред камерите. Благодарим. Благодарам и на вас што ме поканивте, што ме поддржувате. Така е, почитувани гледачи, овде и вам ќе ви се заблагодариме што не поддржувате и што не гледавте и оваа среда на фреквенцијата на телевизија Сонце. Тоа беше од своја страна со нашите Александар и Катерина Ацевски. Јас ќе ги наречам амбасадори на џиу-џица боречка вештина во Македонија. Катерина Ацевска се најде трета на светската ранглиста со незините успеси и освоени титули досега. Тоа е несомнен успех за сите нас и за целата наша држава. Секогаш ќе бидеме на страната на оние кои што не прават горди, секогаш ќе бидеме нивни поддржувачи на нивна страна. Се надевам дека со ова топло интервју успеавме да го задржиме и овој пат вашето внимание. Останува јас овде да ве поздравам и да посакам да се видиме за токму 7 дена од сега.